Почитувани, добар ден, еве сме и во емисијата Очи во очи на телевизија 24 да продискутираме за една тема од економијата која се однесува на сите нас и на општеството воопшто, односно неговата стабилност. Економијата е всушност и во таа смисла економска. Добре дојдовте уште еднаш во емисијата Очи во очи со мене и со Мухич. Станува збор за прогнозата, ревидираната прогноза всушност на Народна банка за големена проекција на инфлацијата. Имено од априлската проекција на Народна банка дека инфлацијата ќе изнесува 3%, вчера таа е зголемена за 0,9%, односно изнесува 3,9%. Дали тоа е толку прецизно или случајно или звучи онака поинаку, како и оние цени на попусти 99,9, па мислите дека е помалку, но комотно може да се смета 4, како и да е. Тоа е таа разлика кој како ги доживува работите, дали пишува 3,9 или 4, дали е нешто на распродажба 19,99, па имате чувство дека е помалку, дали извештајот од Европската комисија е добар или не е добар, исто така, сето тоа не е битно ако не одиме таму каде што сме тргнале или ако не можеме да го купиме тоа што сакаме, се едно што стои дека е 0,99, па изгледа дека е поевтино. Но како и да е, ова е прогноза која всушност, како што кажав, е ревидирана, односно е зголемена, што значи дека или претходните пресметки не биле, односно претходните предвидувања не биле прецизно добро направени или базирани врз конкретни показатели или нешто непредвидено се случило. Дотолку повеќе што и предвидувањата на владата на Македонија беа дека инфлацијата годинава ќе изнесува, тие дури со 2,8% излегоа. Сега одеднаш со вчерашната, вчера објавената ревидирана прогноза, дојдовме на 3,9, значи 2,8 беше владата во април, прогнозата на владата 3 на Народна банка, но сега Народна банка е зголеми на 3,9. И пак наместо објаснување зошто тоа, како не се зело предвид тоа тогаш во април, нема изненаденост всушност ниту од гувернерот на Народната банка, ниту од премиерот Мицковски. Тој вели дека тие очекувале во овој месец октомври да биде и уште поголема инфлацијата, затоа што била многу ниска минатиот октомври минатата година, и мерките кои тогаш биле превземени го направиле тоа, па основата почетна била многу ниска, значи зависи од каде се тргнува. Барем така се објаснува ова, иако не го објаснува тоа зашто ова не го зеле предвид кога ја објавиле прогнозата 2,8 во април. Тоа го знаеле и тогаш. А сега не се изненадени, дури вели и до 4% да се дополнително се зголеми премиерот, го кажува тоа, но и при тоа не најавува никакви нови можни мерки како обид да се барем малку ублажи или стави под контрола. Во секој случај, значи, сосема е и повеќе од известно дека крајот на оваа календарска 2025 година ќе ја завршиме со инфлација од околу 4%. Проекцијата е раст на БДП-то пак да биде 3,5%. Инаку и гувернерот на Народна банка на Македонија објаснува дека всушност причина за, помеѓу другото, за зголемувањето на оваа дополнителна стапка на инфлацијата е и зголемувањето на платите и пензиите. Помеѓу другото дека и тие се причина за влегувањето во таа инфлаторна спирала. Значи, токму растот на платите и на пензиите влијае врз инфлаторната спирала, објаснува гувернерот. И со самото тоа и гувернерот и премиерот потврдуваат и очекуваат
негативни влијанија врз стандардот на граѓаните. Да се надеваме пропорционално на стапката, дека нема да бидат по-негативни отколку што е стапката, туку колку е стапката, процентот толку и да е влијанието, па дискутираме за тоа што очекувате вие, имајќи предвид дека крајот на годината е релативно блиску. Премиерот се надева дека, и тоест очекува директно, како што вели тој, дека следната година ќе се нормализирала очекувањата за инфлацијата, вели, очекува да бидат од 2 до 3%, односно да одат во патека на надолно приспособување, значи некаде 2,5% во 26 година, па потоа ќе видиме. Така да ова е денешната тема, што мислите вие по однос на овие економски состојби. Ова се, има сличности, барем сличности во смисла на пристапот. Извештај на Европска комисија и, извештај и прогнози на Народна банка, на, гувернер, на премиер, се едно. Значи, и тој извештај на Европската комисија е од таму нивни еврокомесари и слично направен. Тука од наши експерти, а наше е правото на секој од вас, како и премиерот што вели за извештајот, такви извештајчиња и слично, како што е тој на Европската комисија, како ќе ги прифати и како ќе ги доживее, колку и да се негативни, ако вие мислите дека се одлични, како што мисли премиерот, и дека всушност ние и Србија сме првите, односно на второ место се согласува за Црна Гора, дека таа треба да е на прво место, а Македонија и Србија на второ место, па се после таму Албанија и секако Босна и Херцеговина и Косово последни. Тоа е, велам, право на секого, така и по однос на ова. Дали 3,9, дали 4,9, дали 5, кој како си го доживее тоа, може и да смета дека воопшто нема инфлација и дека е ова погрешна и прогноза и проекција и да не биде воопшто ниту изненаден, особено не негативно, како премиерот Мицковски, туку напротив, и да го насочи и претвори тоа во успех и подобрување на економските состојби. Но затоа и ќе дискутираме, па кажете вие што мислите и како ги доживувате овие прогнози. 60-91-924-925, повелете, добар ден. Повелете за првиот гледач, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Да, повелете, вие сте, добар ден. Добар ден, јас ве слушам, повелете. Се слушаме? Да, повелете, јас ве слушам. Добро, не знам дали сум јас. Вие сте, еве со вас отвораме, повелете. Пред мене обично има друг затоа. Ма добро, работите се. Да, поинакви денески, повелете. Може да се случи. Повелете. Добро, нормално. Па сега, зголемување на инфлацијата, што значи тоа? Значи зголемување на цените. Така да сега народот нека му ја мисли. Ке мора да поголем буџет да одвојува за било што. Сега не знаеме кои цени ќе пораснат, меѓутоа за жал кога се зголемува буџетот се знае. Значи нешто има што треба пак народот да го плати. Јас затоа многу, критикувам оваа влада, кога е за критикување, кога е за фалење. Значи, не може да, како да кажам сега, не знам ја ние која што држава сме, дали сме капитализам, комунизам, не знам, стварно што сме, вие да давате, да взимате кредит и да финансирате стопанственици. Ја не знам у која држава го има тоа, некоја капиталистичка друга држава. Сега кога вие взимате кредит уствари ние го взимаме народот, буквално ние ќе го враќаме и го плаќаме. Значи сега тие стопанственици треба да ги намалат цените, било од која бранша. А не они сега, ние им помагаме, ќе ги зголемат цените. Дали ќе биде струја, водата е зголемија.
Дали е овако? Ние, значи, имаме влада во сенка. Јас стално го кажем. Економска влада во сенка. Значи, не знам ова, дали ја така само го мислам или е вистина. Значи, овдека мора нешто да се направи. Не може вечито народот да биде тој што требе да го финансира секого. Значи, ова тие со свој камен по глава. Ние им даваме, они да бидат успешни, да функционираат, да имаат луксус, да живеат како што сакаат, а народот да ги помага. Ја не знам оваа влада дали некој пат ќе види, ќе отвори очи, не знам како да кажам, дека народот овдека е во прашање и да се престане финансирање такво. Значи, тој што сака да биде стопанственик, ќе си работи како што било и порано, што имало и у комунизмот имаше стопанственици приватни. Па никој не само, пошто јас сум од таква фамилија и само даваше држава. Благодарам ве, поздравувам, но не би рекол дека, како што кажавте вие, ова ќе значи зголемување на цените. Во која смисла? Па имено, цените си растат независно од бројките од извештаите. Всушност, извештајот, би рекол, се прилагодува кон бројките. Со други зборови, прогнозите беа 2,8 дека ќе биде во април инфлацијата, а сега, всушност, ги ревидираат затоа што гледаат дека на терен сликата е поинаква, констатираат, и сега ги менуваат, за жал во нагорна линија, констатацијата е за жал, велам, дека ситуацијата на терен е таква што сега наместо 2,8 е 3,9. Значи, затоа велам, не мора да значи дека цените ќе се зголемат. Извештаите не ги диктираат цените. Како што велам и по однос на извештајот на Европската комисија. Што и да пишуваат тие, ние ќе си тераме по свое. Така и ова, што и да пишува извештајот, колкава е инфлацијата, цените ќе си тераат како ќе си тераат. Но извештајот само констатира како се движеле. Например, имате 100.000 денари и планирате, имате проекција дека за 10 месеци ќе трошите по 10.000 месечно за некоја работа од, не знам, од тие 100.000. Или 10% предвидена проекција. Од тие 100.000, 10% месечно ќе тргам за нешто. А потоа, после 6 месеци, ќе видите дека немате веќе ништо од парите, се сте потрошиле. И тогаш ви станува јасно дека не сте трошеле по 10 месечно, туку по 20, 15, се едно колку. И тогаш, значи, првичната прогноза покажува дека не сте одделувале 10% месечно, туку всушност сте одвојувале многу повеќе. Така да тоа и со ова, значи, прогнозата била една, меѓутоа се покажува друго. Прашањето е токму во таа смисла, работата е кој е шампионот, е оној кој ќе препознае како ќе се развиваат работите однапред. Пред да станат. Во таа смисла статистиката се занимава веќе со подзавршени податоци и прави споредба. Па ќе земе број на, не знам, умрени, па дали биле пушачи, па има врска пушењето со здравието, порано умреле и така натаму, но со готови завршени. А прогнозата е затоа, прогноза временска и слично. Тука е умешноста вие да предвидите. Дали ќе врне, хајде не толку за утре туку, како ќе биде за 10 дена, за месец дена времето. Тоа е и ова, особено во финансиите, во економијата. Тоа е разликата како државата ќе оди финансиски. И подобро е да се подцени отколку да се прецени. Подобро е вие да предвидите повисока инфлација отколку што е реалната. Значи дека ги држите работите под контрола. Обратно пак е друга ситуација. Вие врз основа на одредени параметри предвидувате едно, ова излегува речиси двојно повеќе. Тоа е клучниот момент, значи што може да се очекува. Ако е тоа така, кој може да гарантира дека и за 26-та, како што очекуваат сега 2,5, дека нема да биде 3,8. А тоа се сосема различни работи тогаш веќе. И тогаш веќе паѓа во вода, безсмислена е сосема и прогнозата, дури е и штетна. Затоа што врз основа на 2,8, вие веројатно, тој што ја прави прогнозата, зел предвид дека ќе дели и плати и пензии и слично, што вели сега гувернерот, растот на платите и пензиите влијае на инфлаторната стапка. Па го имавте предвид тоа или не тогаш?
Или 2,8 предвидовте без тоа, а после ај ќе даваме плати и пензии. Мислам за кого? За нив. Предпоставувам, ти овие за работниците не се ни покачени само усогласување, освен ова за пензионерите. Но и тоа исто така поминува преку владата. Или ако сте го зеле предвид, тогаш не може сега да го коментирате, па има влијание, па штом има влијание, тогаш ќе се покажало и во проекцијата уште тогаш. Дека е 2,8. Вака излегува всушност контрапродуктивна проекцијата, вие имате податок 2,8, па сте покомотни и сега доаѓате во ситуација, она што кажав, вие мислите 100.000 за 10 месеци да ги трошите, а после 6 месеци не ви останале пари. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Значи, сите оние што пред изборите викаат дека вештачки се држи проекцијата за инфлација и дека вештачки се држат некои цени на одредени, да не кажам, енергенси, се шампиони. Каде што спаѓам и ја. Пензионерите се задоволни со 1000 во април месец, а сега имаат инфлација 4%, линеарно ќе добијат, а ако беше онај по закон, ќе си добива над 2000 кусур денара покачување. Согласно законот и согласно како што е пресметено. Тогаш е добро што е така, тогаш уште поголема инфлацијата ќе беше ако по 2 добива. Не. Али проблемот е што сега ќе биде ќе почнат да плачат дека се оплячкани. Меѓутоа и оваа бројка не е точна, да ти кажам право. Ја чекам проекцијата за движење на електричната енергија сега во ноември месец, кој ќе почнат да ги кажуваат предпријатијата сумите за побарувањето за колку да се покачи струјата. Јавна тајна е дека ЕЛЕМ е 150 милиона евра во загуба. Ради тоа што нема субвенција од владата, а државата ја држи цената на 62 евра мегават, а производствената цена е 100 евра, а сега може и повише. Значи јавна тајна е. Што мислите вие? Тие 150 милиона евра како ќе се надокнадат? Колку ќе иде сега покачување на струјата? Со самото покачување на струјата. Околу тоа, еве, дајте му на гледачот ова што ќе одземам од време, но токму за да објасниме некои работи. Гувернерот Славевски вели инфлацијата 25-та ќе биде под влијание на растот на цените на храната, но дека се уште е инертна базичната инфлација затоа што има одредено стабилизирање на цените на енергенсите, па тоа ја држи ваква, инаку би била поголема. Значи дека се стабилни цените на енергенсите. Повелете, додајте му на гледачот това. Па ја не спомнавте цени на струја и слично кај ќе растат. Тој вели стабилни се. Па ја не би рекол дека се стабилни сега после кризава со Србија и со Бугарија, со вентилот, со гаста и со нафта во Србија, да ти кажам право. Цените почнаа да рипаат. Тоа Трајко Славевски што каже, тоа е приказки за мали деца и за неговите сопартици што слепо им веруваат. Меѓутоа, добре, има за шишење, нека шишаат. Кога не веруваат и кога не знаат луѓето да гледаат со собствени очи. Веруваат, дадоа поддршка, немаат право да се лутат. Толку пријатно. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете. Добар ден, кој ни е? Ало. Да, се слушаме, вие сте. Добар ден. Повелете. Господи, нису, јас одлучив да сврта, рекол, ако фата во првото вртење, ќе коментира, ако не, ќе остану другите гледачи да се жалат. Добро, успеавте, повелете, да. Пошто се жалат не може, значи не вртал никој кој што свртал во моментот, нека вртал, па ќе добијат, нека се не викаат секој ден истите се уат. Јас економиста не сум, меѓутоа логички гледано вака, тие што рече инфлацијата тамо, што беше тоа 2% инфлација, тоа беше за пред изборите важеше, сега под избори, после изборите е друга цена, значи иде тоа на реалното. Ја не сум економиста, меѓутоа се чудам како од каде тој буџет се наоѓа толку, колку 6 милиарди, колку рекоа таму буџет. Секоја година буџетот го зголемуваат, а толку приходи, толку во држава немат толку пари се придонесат од луѓе што работат во фабрики, во производство. На основа платите, ако се просечни плати, дори се рачунат платите, оние што се не се профитабилни, што не придонесуваат, него што земат од буџетот. Значи, ова се живее све од кредити, ние живееме, моје мисле, дека живееме све на кредити, иначе ова е да беше ни некоја држава сиве овие пари, досега ќе се направише закон за конфискација за ипотеку на имотот на граѓаните и на функционерите. Сите тие пари од 50.000 се зборуваат и што тоа е вистина што се днесе во Будимпешта, не знам колку милиарди
Сашо Мјалков, не знам колку милиарди заев во Дубај, да има тако закон, да има такви власти, мажи, патриоти кај нас, да се извршат, да се дојде до извршење, фиксација до имото, до богатството, до парите, Македонија вистина ќе биде најбогата, ама понатака да не се продолжи со карање. Немој да бидем сега инфлација, па да чуеме после 2-3 дена и Мицкоски избегал негде. Па не се знат кај се избегани, ни Мицкоски, ни Груевски, ни Груби. Смисла, тоа кај нас, нажалост. Ви благодарам, поздрав, повелете кој ни следен. Добар ден. Дали имаме некого? Добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден, почитувам водител. Поздрав до вас. По подолго време се слушаме. Повелете. Да. Накратко бе, пак одсетен и така. Почитувам водител. Важно да сме добро сите, тоа е, па така повелете. Да, и тоа како добро, еуфорично добро сме сите. Да, се гледа и се приметувам. Почитувам водител, вие побаравте мислење од гледачите за емисијава, така? Апсолутно. Првата наша соговорничка многу убаво кажа. Нека му мисли народот. Значи, нашиот одговор не кон вас, кон владата, како да кажам, ништожна, петпарична, она го даде правиот одговор. Нека му мисли народот. Почитам водитело. Сега, ова кај нас, после сите овие црнила што ги имаме, ние сме сега во една нереална еуфорија. Се ни е асфалт. Разбирате? Се е нивелирано. Премиер на држава шпиц играч, кој што кажува дека европскиот извештај, неговата партија, европскиот извештај, дека е извештајче, што понатам? Кажете не што понатам. Интриги сме ги имале, а сега не плафон, не небо, не вселена, ќе нема крај. Ова што кажувате, што се трудите, инфлација, вако, па сега која е играта? Славевски и он. Дали ме разбирате? Како ќе пее овој, така ќе си чука на барабанче и тоа е. За жал, почитувам водителу, спасни нема. Избориве да ги тргнеме на страна, да го гледаме животот. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден. Епа, вака се напредокот и извештајот од Европската Унија, сега зависи кој медиум го слушаш. Еден медиум, например, го славеше извештајот на дебатна емисија, го славеа извештајот, Дебек бил ептен, добар, зависи исто и која партија слушаш. Славијачката партија која слушаш, ете, добар е, одличен, опозицијата, ако ја слушаш, никако е извештајот. Инфлацијата исто ќе расте и тоа многу поголема ќе расте. Ете, Бранислав Јовановиќ го слушам, како се работи во Македонија. Па, народов толку ли е слеп, ја и тоа пред тоа сум го кажал, Бранислав тоа што го слушна, толку ли е слеп и глупав, да не кажам, дека... Па немојте, кажувате, да. Добро. Ајде, тоа ќе го тргнеме глупав. Ајде, ќе го тргнеме глупав. Да осознае дека Мицкоски работи само со олигарците, со крупниот бизнис. Иначе народот нити го ферма, нити ништо. И олигарците му се среќава со него као Бранислав Јовановиќ неделно еднаш. Или два пати ќе се сретне, ќе поразговара, ќе си. И народот да нема многу доверба, не само во оваа влада ич, у секоја влада, да си ја тера демократијата. А изглед има ИСО. Има два изгледа. Има еден изглед у аеродромот у Охрид, друг изглед е аеродромот у Скопје. За жал на убитола сега тој што ќе ти се јави, нема аеродром, кај него нема изглед.
Пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Значи, укажав и не затоа што ајде толку нешто префинати, рафинирани треба да бидеме, во смисла не тоа кој знае каква навреда, но во други околности и имајќи ја предвиди чувствителноста на воопшто и таа поларизираност, а и генерализирањето, само оди кон дополнително велам, раздвојување во негативна насока и конфронтирање, не знам, глупав, заспан, слеп и така натаму, а при тоа со невозможување на едноставно правото на секого, а тоа е да мисли како што сака. Така да, ако некој што мисли онака како што смета тој дека е, му се закачува нешто дека е ваков или онаков, со самото тоа, велам, и правото на свое размислување, се едно, велам, затоа дури кој како го толкува извештајот и кој што како гледа, може би ова сценариото зад мене за некого е зелено, за некого е сино, за некого е, не знам, паришко сино, како велат и така натаму, за некого е можеби сиво, затоа што гледа на црно-бел телевизор или бојата, колорот не му работи. Така да во таа смисла да ја оставиме можноста секој да ги толкува работите, да ги доживува, да ги сваќа како што сака и затоа ете коментираме тука. А при тоа токму во насока на објаснување на работите, наместо со такви квалификации со кои се запечатува се, некој е таков и нема што да разговараме со него веќе. Наместо такви квалификации да излеземе со аргументи, но чекајте, извештајот вели ова, за вас тоа добро ли е или не. Во таа смисла, значи, гледате ли дека зад мене има нијанси на сина боја и така натаму, не гледам. Зошто не гледате? Па ќе утврдиме дека вие црно-бел телевизорот, па ќе најдеме што е реалноста. Во таа смисла, затоа велам, за да можеме да размислуваме. И оние кои мислат, јасно, кој мисли, сакам да мислам и што и да е, ќе мислам така. Тоа е веќе друга работа, но ако мислиме врз основа на размена на информации и на факти, тогаш тоа е нешто друго. Затоа велам, тоа е идејата да ги споделиме тие информации. Кој си мисли како што сака да си мисли, не дека не смее да се јави, но не гледам зошто би се јавувал. Да објаснува нешто, освен само да шири своја идеологија, да влијае на другите. Инаку, зошто би се јавувал, кога јасно е дека тој не сака да слушне ништо ново. За мене е тоа така и готово. Што се изборувате вие, јас нема го сменам мислењето. Па нема потреба да се јавува тогаш. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да, повелете. Се слушаме? Да, поздрав, повелете. Да ти кажам, мене ми се стемни од темава. Ама знам како не. Предпоставувам на него воопште проблемот на државата. Види. Абе, народот вика, абе, што ти фали у празна куќа? Демек супер е. За бајле слушам, нека извини кој сака бре. Од унгарски кредит финансиран културен дом. Па чекајте бре, луѓе, па знаете ли нешто од економијата, таа е екзактна наука. Значи треба да вложиш 10, да произведеш и да заработиш 12, за да имаш остаток. Иначе, од културниот дом, што ќе добиеш, бе? Затоа не се знае кај оди таа милиарда. Се кој ќе ја плаќа? Каде ви е производството, Господа, на сите, не на овие и на другите? Што правите, бе, 30 години, бе? А бре, ништо не правите, нема додадена вредност. Ние немаме производство, тоа треба да си го признаеме. И тоа што го имавме се уништи и сега кој како крпи, кој како се снашол, најголем дел од прехранбени производи, основни производи, се увезуваат. Те молам во Македонија, држава што има компаративни предности за производство на храна. Ние увезуваме храна. Што сакаш бе од тој народ? Слушај, кој сака нека ја влада, нека си приберат памет, иначе оваа држава нема да биде, нека им биде јасно, не да бидам патриот. Ќе ти удрат шамар од друга страна заради друго, затоа што ќе направиш белја на Балканот, иначе би не снемало за час. Ние како се однесуваме, тоа е катастрофа. Па дај бре, имаш држава, дај почни да произведуваш, дај измени ги работите. Не ќе да ги менува.
правото и правната држава, да му го сменам судијата. Бе. Како ќе го смениш судијата? Нема да го смениш, направи услови да се изберат праведни судии, така ли? Што да ти кажам? Стварно сум револтиран, ама џабе ти, ако што збориме, вајда некој ќе слуша намерата ми е да не слушне и да разбере. Џабе му да. Ви благодарам, поздрав до вас. Повелете, кој ни е следен. Да, добар ден. Добар ден, господин. Да, поздрав до вас, повелете. Во врска со извештајов. Ама тамо, ја не знам што народ сме ние. Сите работат против нас, а сите одат напред, ние кочиме. Ние се уназадуваме. Немаме индустрија, немаме никакво производство. Кој што кажа претходникот, капитални инвестиции немаме никакви, ти кажа и Европска унија. Овој власта у очи не лаже. Едно збори, друго кажува. Пуштаат културен дом. Абе, Мицко, оди во државна болница, оди во 8 септември да видиш тамо. Тамо држи предавање да те видам. Милион народ плаче тамо. Чекаат со сати, со месеци, за термини, умираат. А тој овдека ќе ми прави домови, ќе ми се фали Европска унија се против нас и едно и друго. Збореа за, меѓу другото во извештајот беше спомнато тие законот за линеарно зголемување на пензијата, за пензиите, и тоа е дел од инфлацијата. Имаме, избега мислата, не знам, во Уставен суд има 6 приговори за линеарно зголемување на пензиите. 6 приговори има кај народниот правобранител. Све е тоа противзаконски. Овие не лажат закон. Каков закон бе? Немаме никаков закон. Прво, тој не го почитува, власта не го почитува закон. Гајле ми е мене за СДСМ, дали ќе се распадне или не. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете. Ја мислам, општо, нашава држава, никој не води сметка. Олигархите за лично богатење работат сите и партиски интереси и партиите работат за свој интерес, за народот и за државата не ги интересира. Ма имало инфлација, имало не ги интересира нив тоа. А општо, видите сега за избориве, важно градоначалнички места да заземат. Што повише, а дали тие градоначалници, дали тие општини ќе прават нешто за народот, никој не води сметка. Важно градоначалници ќе си ги наместа партиски буџет натре ќе запостат и ќе си става директори своји, ќе си става функционери и се тоа попреđа. Има општини, например, кои што нема жители, а има општина. Пошочение такви. И овие функционери што се си зголемија платите 80% и сега што се случува? Богатите стануваат побогати, сиромаите по сиромаси. Че има инфлација, па че има уште поголема, не ова што одредил Народната банка, уште поголема инфлација, зашто држава е презадолжена, се задолжува, ништо капитално не се гради со тие пари задолжени. Еве, од унгарскиот кредит, па зема од банкиве плюс кредит, каде се парите? Се испра, ги зема во приватни джепови отидува. Нас ни треба скроз реформи. Никој не се побуни, чекајте бе луѓе, има многу општини, многу функционери, многу администрација, но ич не му е гајлена, немаме ни една фабрика. Станој се прават, се увезува. За електрика, за водовод, за за станојне, се увезува. Ништо немаме, ни фабриче, ни храна, ни земјоделие, никој не води сметка. Пропаѓа држава, исто не води сметка. Нас ни треба некој, како Северна Кореја, реформ. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас мислам дека инфлацијата още повеќе ќе расне. Во една држава која нема производство, која нема што да произведува за собствениот народ и да има производи да извезува надвор од државата,
а се живее од кредити, инфлацијата уште повеќе ќе расне. Затоа што тај што ќе ти го даде кредито, нема да ти го даде за лепе очи, него ќе даде го со голема камата. И овај народ уште повеќе ќе пропаѓа. Не може на прво место каматите да ги исплате на државите од Западна Европа. Тоа е како некое дете кое се лаже, тоа утре ќе ти дадам, други ден ќе ти дадам и на крајо тоа дете ќе биде излажано и уништено. Значи работата е во тоа што ние самата држава си ја пропаѓаме. Без производство нема држава, нема народ. Народот само си иселува младите, а останаме ние само старите, болните и немоćните, што не можеме ништо да произведуваме. Фактички ние останаме пензионерска држава. Држава што нема од никаде приход, затоа што нема производство. И струјата уште повеќе ќе се качува. Затоа што и струјата се увезува и од тамо кај треба да се добијат, ќе настане инфлација и тамо. Народот ќе не може и струјата да си ја плате и ќе... Благодарам ве, поздравувам, но затоа дотолку повеќе во сите сфери, а особено ете економијата, овие стапки на инфлација и така натаму, битно е предвидувањата да бидат што е можно поточни. Јасно е дека не може да или не може да се очекува да бидат идентични резултатите, односно податоците во однос на предвидувањата, затоа и се предвидувања, се прогнози, но сепак се прават врз основа на, ете и дискутиравме економијата, екзактна, се знаат показателите и слично, генерално ако нема некои непредвидени фактори кои тоа би го промениле, може доста блиску да се предвиди. Сакам, значи, да укажам токму од важноста за колку е можно попрецизно или поблиско предвидување на овие параметри до оние реални, токму со единствена цел, а тоа е соодветно подготвување, односно прилагодување за таа ситуација. Затоа и спомнав, подобро и да се прецени отколку да се подцени. Подобро е, замислете, да предвиделе 4,1 од 102, а сега добро е само 3,9 ќе биде. Одлично. Добро е, така се работи, значи подобро дајте да се подготвиме подобро отколку полошо. Дајте ние да ја чекаме неа отколку таа нас да не начека. Затоа велам, и со таа цел и се прават тие предвидувања. Но на еден начин кога се подценува, тогаш и целиот пристап е поинаков. Тогаш сме пристап кон подготвувањето, односно да се биде подготвен. Тогаш сме затекнати. Затоа е битно сите тие предвидувања да се прават максимално реално, а особено сега на долга патека и така натаму, за 26-та, 2,5 и така натаму предвидувањата. Добро, но ајде да биде така. Не е работата да се даде изјава само за да има оптимизам. Напротив, па оптимизмот, ако нема подкрепа конкретна, многу брзо паѓа, кога човек ќе се разочара. Тогаш тоа е само за кратки патеки добивка. Напротив, кога велам ќе се малку и критички постави и под реалните очекувања, човек ќе знае па ќе се подготви. Дајте, зимата ќе ни биде долга и студена, да се подготвиме за неа, па испадна потопла, па супер, одлично. Тогаш доаѓа оној афтер, после оптимизам, кога човек ќе свати дека всушност немал грижа за страв. А вака, кога ќе ви дадат едни податоци, потоа испаѓаат други, а што сега? Што да правиме сега? Дали како ќе влијае врз граѓаните? Па уште врз спиралата влијаело плати и пензии. Па да ги вратиме тогаш, што? Како да го коригираме ова?
Затоа веламе е битно тогаш тие предвидувања да се што е можно попрецизни, па ќе се каже тогаш нема 1000 денари пензија, покачување, нема ова, нема она. А ако сакате да има, е тогаш да знаете дека 4% ќе ви биде инфлацијата, па стегнете го ременот по тоа. Еве ви по 1000. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме. Господине Војтел, ме слушате? Да, се слушаме, повелете, да. Вака. Господине Војтел, во оваа држава све се работи наопачки. Аха. Овдека треба некој како, например, како Вучич да дојде да оправи све. Ништо не се работи како што. Па сигурно ќе има инфлација све, јас не се многу економист, толку знам. Значи, вака, све се работи наопачки. Прво, никој не прашува од каде се пуни буџетот, значи, на државата. Што работи напред Телеком? Никој не брои како работи, што работи, колку дава, што прави, како прави. Што работи јавниот сервис? Што работи, колку му даваме по пари? Зошто? Никако програма, нема ништо му даваме. Друго што се работи. С кој имаме навршна политика, значи? Со овој, со оној, домашна инвестиција, странски инвестиција, ништо не се работи. Патишта не се прават ништо. Некој кредит земат без некорисни и, како да кажем, и све наопачки се работи. И затоа ќе после ќе биде пропаст. И после друг не крив некој. Јас така мислам. Значи, треба некој како Вучич у Србија, па да оде да оправи работата, не овие 30 години. Те една партија, друга партија, ништо. Те македонските, албански партии, ништо. Јас така мислам. Така. Така. Ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден за следниот учесник, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. После 2-3 години да се чуеме, господине. Па добро, мене ми се чини дека сме се чуле релативно, мислам пократко, но добро, ако е толку за многу години некај, да. 3 години најмалку. Па ајде за многу години некај, да се слушаме уште многу. Да се чити здрав. Повелете исто, да. Пребидејќи имаме многу експерти, стручнаци, јас се од село Гаранци и Пробушитско јавувам. Абе, еден земјоделец да се јаве, бе, овие се политикаши, бе, се експерти, бе. Еве предходната од Штипто се јавува Зик Црвена звезда. Праша, каде е Три чешми? Каде се комбинатите, овците, кравите? Каде работниците со години не стаж не платено ни придоници? Лесно беше службеничка, клатеше врата, взимаше плата на сите медиуми, тропа глупости. Жално и срамно е што земјоделието го пропасиме, господине, од тие так профитери за лични интереси, што одат од партија на партија, како тај од шашка секојдневно што треска глупости. Матиката треба да фанеме ако мислиме своје производство да имаме, не увозна гранка. Ние го со следното земјоделие уништиме, источниот дел 200.000 наши работници у Италија работат земјоделие, господине. А нашето земјоделие го пропастија. Нестручни партиски луѓе стават министри, само се гребат до премиер без разлика од која партија. Гласни оранжери ги напуниме ги марихуана, да се троват децата. Гледај по градишта што е тоа, кладионици. Колку бракови имаме, колку растурењи, па тоа е чудо невидено, бе. Не ги интересира и предходната влада 7 години, што отвори, бе, човече, да запосле 10 души у источниот дел една фабриче, бе. Сега секојдневно истите луѓе трескат глупости. Жално и срамно е за иднината, за државата што имаме такви предавници секојден што се си јавуват. Жално е што едно да види жив и здрав, какви жив си имаш, што такви глупаци се јавуват. Добро, благодарам, но ете, спомнав, немојте ме молам, нема потреба и само е контрапродуктивно да се навредува, особено кон генерално мнозинство да се упатува нешто. Секој има и право на мислење и никој нема обврска, сите сме доброволно, нема ништо задолжително. Така да сето тоа токму на доброволна основа има главна и единствена причина, функција и смисла е да придонесе за подобрување на тие општествено-политички состојби, неправилности, аномалии, напоредно со едно позитивно чувство од тој социјален момент на дружење, дискусија и така натаму, кој треба да го имаме низ една интелектуална или барем цивилизирана
и конструктивна дискусија. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, се слушаме. Па, предходната влада донесе закон за одгледување на марихуана за медицински цели. Сега некој што не го почитува законот, инспекцијата е крива. И народот е крив што не почитува закон, не е тој што го донел законот. Или Вучич ќе не опре да дојде. Не Вучич, српските земјоделци треба да дојдат и да ни кажат како се произведува храна, како се чува крави, овчарство, сточарство, а не Вучич. Ја не видам Вучич дека е земјоделец и дека произведува храна. Зошто го повикуваат Вучич? И сега нашиот гувернер ретерираше. Прво една шифра кара сума, ја не памтам бројки, затоа нема да употребам. Сега друга, ама кога кажа? Од кога странските институции, банки кажаа дека тоа е невозможно. Откако договорот веќе дојде ова Извештајот. Не договор, ова што комисијата европска. Извештајот, да. Откако дојде извештајот, и сега Мицковски мисли едно за ситуацијата со инфлација, а гувернерот мисли друго. Кажува барем така. Различни бројки, да. Исто како што со договор, со извештајот. Ако го слушаме Мицковски, имаме идеален развој на државата. Ако ги слушаме овие од Европа, имаме нула. На кого да веруваме сега? Кој е тој вистинскиот? Исто како со премиерот е премиер на државата или е министер за локална самоуправа? Па отиде во Петровец да става темел на културен дом. Не сегде кај што ги дал парите од Маđарска, сегде ќе оди. И нека не се прави дека е министер, дека е премиер. Ние немаме премиер во ситуација, во сегашна. Ние имаме министер за локална самоуправа. И тој кажува кај ќе се трошат парите што ги земаме од Маđарска, од Унгарија, и само Господ знае кој ќе ги врати. Тој си купи гласови, го изгласа и сега ќе изиграва министер за локална самоуправа. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете. Поздравувам. Исто и јас, повелете. Од Кичево Милен Демири. Поздрав, почитуван Демири. Инфлацијата интересен феномен. Така. Па овака, инфлацијата настанува кога количината на пари е во несразмера со количината на стоки. Па поголемата количина на пари ја брка помалата количина на стоки, па цените растат. Монетарната политика и фискалната политика треба синхронизирано да делуваат, како еден, би рекол јас, хармоничен брак, каде што Централната банка е таткото, односно тој е построг, додека владата е мајката која е помека. Инфлацијата е како некој порез, што го плаќаме сите. Во трката со инфлацијата, платите и пензиите се сигурни губитници и синдикалната кошничка е се попразна. А за да биде малку пополна, треба да земеме на помала кошничка, па ќе биде пополна. Лекот за инфлацијата е во Централната банка. Таму е славината и што повеќе пари се пуштаат во оттек, инфлацијата ќе биде поголема. Ние имаме штампање на пари преку нето влез на девизи. Ние имаме фиксен девизен курс во однос на еврото, па кога цените растат, се зголемува увозот, а се намалува извозот. Ви благодарам, ве поздравувам. Ете, слушнавме и доста прецизни анализи околу тоа што е инфлација, како се движи и како расте. Во секој случај, наместо 2,8%, колку што владата прогнозираше, односно 3% Народна банка во април, сега со новата проекција, годината ќе ја завршиме со 3,9% инфлација. Ние ја пак завршуваме тука нашата емисија. Јас предвидувам дека утре во 12:45 имаме термин за добри разговори во емисијата во тек и сум доста уверен и сигурен дека тоа ќе се оствари. За ова другото, ќе видиме, да се надеваме дека што и да биде,
ќе биде нешто подобро или барем помалку лошо. Имајте во секој случај добро попладне. Довидување.